Дел од поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија на вчерашните протести се возеа со велосипеди низ Скопје. Тргнаа од пред фонтаната во градскиот парк, поминаа пред владата и завршија пред собранието со вообичаените пароли и извикувања против двојазичност во Македонија. Некои од велосипедите според ознаките на нив припаѓаат на јавното претпријатие Градски паркинг, надлежно за нивно изнајмување во пролетен и летен период. Во телефонски разговор со службеници од оваа компанија денеска ни потврдија дека велосипедите се на располагање, но официјално од 1 април. За тоа како стигнаа во рацете на демонстрантите вчера, немаа одговор. Од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија велат дека еден дел од велосипедите се изнајмени, а другите демонстранти се приклучиле со сопствени велосипеди. Сите дојдоа со сопствени велосипеди, освен 35 велосипеди кои ги изнајмија колегите Дамовски и Дурловски по цена од 10 денари за час. Платиле по 2 часа за велосипед, значи вкупно 700 денари. За ова денеска го прашавме и скопскиот градоначалник Коце Трајановски дали велосипедите можеби им беа дадени на демонстрантите бесплатно со оглед на тоа што сезоната за изнајмување се уште не е почната, но тој категорично одговори дека може да се возат само доколку се плати за нив. Нема шанси да се возат. Нема никој да добие бесплатно. Мислам дека тоа јавно претпријатие, се евидентира тоа, треба да одговара. Некој ако даде бесплатно, мислам дека не се и не може да бидат дадени бесплатно. И не смеа да бидат дадени. Доволно. Благодариме. Од каде и како се земени градските велосипеди, очекуваме детален одговор од Градски паркинг. Инаку на протестите поврзани со политичката ситуација во Македонија во петокот беа користени и други возила. Десетина земјоделци излегоа со трактори и комбајни, украсени со македонско знаме. Од полицијата очекуваме одговор дали за нив беа издадени дозволи да поминат низ центарот на Скопје.